Сега некој се допаѓа тоа мемиња и секако мора да се насмеја малку, иако се приближуваме кон крајот на овој бул маркет, мора да уживаме во профите кои што беа направени во претходните години од кога го следиме овој бул маркет, така да не би сакал да должам многу, да почнеме со техничката анализа, а пред тоа да видиме некои вести кои што се случува во претходниот период, да видиме докаде сме и каде всушност би можеле да го очекуваме овој врв да се појави на биткоин, а во меѓувреме можеме да забележиме дека цената на биткоин продолжува да расте, а биткоин доминацијата продолжува да паѓа и тоа се случува константно, доколку го забележиме тоа и во претходните години. Погледнете тука, биткоин доминацијата паѓа, има мала консолидација тука, цената на биткоин расте уште некој период и потоа и таа почнува да паѓа. Дали тоа ќе биде случај и сега? Треба да останеме да видиме. Имаме мало приближување на биткоин доминацијата надоле и треба да очекуваме повторно придвижување на цената нагоре и сега може да ја погледнеме доминацијата каде всушност таа се наоѓа. Погледнете, огромен пат. Ја пробивме ова веќе огромна тренд линија која што започна уште во 2022 година и дали ова ќе биде некаква консолидација тука и пак ќе продолжи нагоре или пак ќе имаме ретест и продолжување надоле на доминацијата, ќе треба да се увериме во следниот период. А доколку го погледнеме чартот на Паул, и чартот на Паул ни кажува дека всушност сме го постигнале дното според овие корекции, ABCD корекции, односно теоријата која што е направена тука на мал таймфрейм, можеме да забележиме дека веќе сме формирале одредено дно кое што не би требало да биде пробиено повторно. А доколку погледнеме и чартот на Етериум, погледнете, можеме да забележиме и со една тренд линија тука, можеме да покажеме дека се уште не сме ја пробиле, но многу близко сме до нејзино пробивање. А доколку сакаме да погледаме на поголем таймфрейм, можеме да забележиме одредена акумулација, после која што следува експанзија. Тоа се случило во претходниот случај. Погледнете, имавме мала дистрибуција тука, повторна акумулација и експанзија до следните нови all-time highs. И секако, еден од важните нивоа секако е 110.000, кои што не верувам дека ќе бидат пробиени, барем сега за сега. Верувам дека тука ќе застанеме и повторно ќе се придвижиме нагоре. А доколку го погледнеме CBBI, односно индексот кој ни покажува поени кога сме на врвот, би требало да биде отприлика 90-100, како што може да забележиме има 79 моментално, и ова е комбинација од повеќе индикатори. И доколку поставиме една тренд линија тука, ќе забележиме дека уште ја немаме пробиено и дека оваа тренд линија ни укажува на тоа дека имаме нагорен тренд и верувам дека ќе се придвижиме конечно до тие 150-60.000 кои што ги очекуваме и верувам дека се реални. А алткоин сезоната
е веќе во тек. Секако имаме поголем број на алткоини сега моментално и немаме некои огромни движења како што знаат тие да се движат, но верувам кога монетарната политика ќе биде согласена со нив, ќе се вратиме на оној бул маркет од 2021 година, каде што верувам дека овој следниот ќе биде многу поголем и од тој, бидејќи очекува огромен quantitative easing од страна на Фед, од зголемување на цените, особено за биткоин, кој што верувам дека ќе достигне огромни цифри и можеби да го добиеме тој left translated cycle на макроциклусот, така да секако ќе останеме да се информираме и во тој период. И доколку ја погледаме невработеноста, можеме да забележиме дека ова е всушност забрзување пред огромно движење нагоре, како што можеме да забележиме тука и верувам дека многу брзо ќе стигнеме до рецесија, бидејќи бројките укажуваат на тоа, техничката анализа укажува на тоа, но мора да останеме смирени и да видиме што ќе се случи во следниот период. А како што можеме да забележиме, адаптацијата на крипто продолжува. Секој ден имаме огромни вести за тоа дека некој всушност го адаптирал биткоин, адаптирал крипто или пак било што може да биде поврзано со финанси и крипто, верувам дека следниот бул маркет ќе биде многу и драстично поголем, бидејќи верувам дека и монетарната политика ќе биде согласена, огромен quantitative easing и огромно движење на цените на биткоин, злато, верувам дека и злато ќе направи огромни профити во следните 3-4 години, но пред тоа да се случи, мислам дека ќе имаме поголем пад, кој што верувам дека ќе ги откаже голем број на луѓе, особено од поседување на биткоин, за да можат големите уште да купат. А сега ќе преминеме на техничката анализа и доколку го погледнеме оној статус кој што го објавив на мојот Инстаграм профил, можеме да забележиме дека всушност го промашивме она движење нагоре на биткоин, каде што го презема овој врв, имавме нов all time high и потоа цената се придвижи надоле, но тоа е и суштината на циклусите. Ние сакаме да го предвидиме дното каде цената би запрела и би се придвижила нагоре, не сакаме да го предвидиме врвот, бидејќи тие се многу манипулирани и, како што можете да забележите во овој случај, цената повторно се врати до ова ниво, каде што го предвидов тука. Погледнете го чартот, се вратиме на ова тренд линија, како и предходно, ова се ликвидации и манипулации на пазарот кои што често се случуваат поради огромни леверидж позиции. Како што можеме да забележиме, имавме пробив на ова тренд линија и повторно ритест. Тука, но ритестот се случи подолу, затоа што имаше многу лонг позиции кои што влегоа прерано. Исто и тука, лонг позиции кои што влегле прерано и моментално мислам дека цената на биткоин би требала сега повторно да се врати нагоре и да продолжи како што тоа го направивме и тука во овој можеби до некои 30.000, повторно да имаме некаков застој тука и да продолжиме нагоре. Сега треба да внимаваме многу, бидејќи сме во четвртиот дел од неделниот циклус, доколку измериме 60 дена од тука, можеме да забележиме дека тоа всушност е 20 октомври. Дали тоа ќе биде 20 октомври или па ќе биде следниот циклус во петиот дел од неделниот циклус кој што ќе биде left translated, не можеме да знаеме, но можеме да го очекуваме. Сега за сега, бидејќи го пробивме овој врв, можеме да забележиме дека тука сме right translated. Погледнете. Инаку, доколку се случеше ова, ќе бевме left translated
ви можете да забележите колку циклусите се всушност некоја магија која што се случува на пазарот. Ние знаевме дека ќе се случи нешто, но не знаевме што ќе се случи, а тој период имавме состаноци на голем број на значајни луѓе кои што го движат овој пазар и всушност тоа можеме да го прикажеме дека тоа било наративот, но ние знаевме дека всушност во овој период треба да се придвижиме во day cycle low, да направиме некое движење надоле и да го формираме тој day cycle low, а сега секако би требало да продолжиме на доколку поставиме ова тренд линија една тука, кој имаме овој триаголник тука, кој што во голем број на случаи кога ќе пробие тука завршува во оваа насока. И доколку сега го погледнеме чартот на Етериум, погледнете, одличен чарт на Етериум. Ова е оно што го посекувавме во претходниот период и погледнете само колку брзо се случи ова и уште, како што можете да забележите, оние триагли кои што веќе ги зборував, имаме 1, 2, очекувам третиот да се појави на бргу, каде што ќе имаме големо движење нагоре. Не мора да значи дека ќе достигнеме до овие цифри, но не ја исклучувам ни таа можност, така да се приближуваме и до day cycle low на Ethereum. Тука 20 ден верувам дека ќе имаме пробив на оваа тренд линија тука и да продолжи во нагорна насока. Доколку погледнеме сега други алткоини, ќе го земеме за пример Link, бидејќи не го пратам во последно време, како што можеме да забележиме, погледнете. Имам една тренд линија, верувам дека ја поставивме втората сега, или пак втората би можела да биде малку пониско тука, додека биткоин се движи нагоре, и повторно да поставиме уште една тренд линија тука и да видиме каде ова цена ќе заврши. А сега да го погледнеме златото. Тука златото искрено не очекував вакво движење, верував дека ќе пробие нагоре, но тоа што е, треба да го следиме чартот и да се прилагодуваме на него. Уште нема пробив на оваа тренд линија тука. Верувам дека ова е можеби half cycle low, доколку измериме тука, можеби покасно би го формирале 28 ден овој да е cycle low тука. Доколку е така, ова е одлична позиција тука за формирање на третиот дел и четвртиот и петиот да биде во нагорна насока. А S&P 500, доколку го погледнеме, самиот чарт ви кажува, имаме нови all time highs тука. Неколку дена сме црвени сега, но се во ред бидејќи сме уште на оваа тренд линија и сме во третиот дел. Верувам дека оваа цена ќе продолжи уште малку нагоре и малку покасно ќе го доживееме тој bear market, но ова се многу булиш сценарија, барем сега за сега. А нешто што можам да забележам на биткоин е, само да ви покажам, е ова кое што мислам дека го имавме и во претходниот. Погледнете, само погледнете го ова движење, 1, 2, 1, 2 и оваа тренд линија тука, која што беше пробиена после.
Доколку ова се оствари пак и на овој чарт, само да погледнеме, можеме да го забележиме тоа и на овој чарт тука. 1, 2, 1, 2 и веројатно ова би требало да биде прекршување на оваа тренд линија и преоѓање во bear market, но ќе останеме да го видиме тоа. И сега погледнете сега, од технички аспект, доколку гледам, оваа тренд линија е пробиена. Голем број на луѓе ќе отворат шорт позиции. И моментално додека тие ги отварат позициите, ние знаеме дека доколку ги следиме циклусите, ние сме во 60-тиот ден и би требало да очекуваме движење нагоре. Затоа можеме да видиме дека циклусите се со огромен процент на веродостојност и доколку ги следиме, можеме да забележиме дека може да се направат големи профити доколку ги знаеме правилата и ги употребуваме правилно. Така да, тоа е тоа од мене за денеска. Се гледаме во следното видео. Поздрави, чао, чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my